Премиерската вила на Водно ќе добие нов станар по 11 години самотија. Јована, зошто 11 години самотија? Па Петар, затоа што екс-премиерот Никола Груевски место во неа живееше во еден од становите на мајка му, а Емил секојдневно патуваше на релација Пробиштип-Скопје-Пробиштип. Ти благодарам. А по повод новиот станар, службите веќе ја проветруваат вилата и се вршат последните подготовки за вселувањето. Кузман ги има деталите. Идниот премиер Зоран Заев не ја поседува скромноста и домакинскиот однос, за разлика што го има екс-премиерот Димитриев и екс-премиерот на Димитриев Груевски. Еве, во вилата после 11 години се вселува новиот гостин. Веќе почнуваат да ја опремуваат вилата за новиот премиер. Повеќе за ова би го запрашале нашиот раководител на оваа акција, господинот Дамјан Чокаревски. Господине, па видете, после 11 години сосема е нормално вилата да претрпи одредени штети. Во првиот момент ние кога влеговме, наидовме на миризба и умирисаност, па поради тоа ги отворивме прозорите и пуштивме да влезе свеж воздух и тоа да го растерети. Така, дали има интернет во вилата? Се разбира дека имам, еве сега ставаме оптички кабел. Која е шифрата? Унитарност 1, 2, 3 звездичка. Со кирилица? Латиница. Еве и писмото дори му смета. Кои други штети има во вилата? Па се појавија одредени штетници кои што го нагриза уставот кој што го имаме во библиотеката. Меѓутоа ние го заменивме со нов устав и сега немаме повеќе таков проблем. Ќе извршиме дератизација и ќе прскаме од бубици. Мислите бубачки? Како и да е, битно е да не се појават видеа на YouTube. Така, ви благодарам. Студио?